Па вака, со една забелешка дека јас овие процеси ги следев од после, практично, откако почнавме да го работиме проектот, не пред да почнеме, откако почна кампањата. Така што ова е еден поглед назад на известувањето за периодот на изборите и колку тоа беше поврзано со евроинтеграцијата. На мене што ми падна во очи беше површноста со која што се следеше прашањето, а уште повеќе колку тоа прашање беше политички злоупотребувано во Македонија, во смисла веќе подолг период евроинтеграцијата се користи како тема на која се уриваат влади, се носат нови влади, се бираат и едноставно не се бараат решенија, туку темата политички се експлоатира за постигнување на цели поврзани со политичките партии. Жално е што новинарите се фатија практично во орото на таа игра и што ја следат агендата на политичките партии и што наратива што тие го наметнуваат, темите што тие ги наметнуваат, прашањата што тие ги отвараат, доминираат практично во известувањето во овој период. Иако има малку осцилации во тоа колку се следеше ова прашање, факт беше дека пред кампањата многу се експлоатира уставните измени и целата тема не беше толку гледана од аспект на тоа што значи за Македонија да се отствара тие да се анализира какви штети би евентуални би направиле уставните измени, какви придобивки би донеле па да се направи една објективна оценка дали треба да се направи таа жртва со внесувањето на бугарите во уставот, туку повеќе тоа прашање беше гледано од аспект дали дали ќе се остварат уставните измени или пак тоа прашање ќе доведе до држување на вонредни парламентарни избори. Практично тој наратив продолжи натака. Се наметнува нови флоскули како бугарски диктат, бугаризација на државата, се драматизираше целото прашање во јавноста, на крајот целата дилема околу тоа дали треба да се прават уставни измени или не, се претвори во предизборна тактичка игра во која што практично немаше напор да се најде решение за ова прашање. Медиумите сето тоа го следеа, сета таа сервирана содржина ја следеа во голема мерка, без некој критички пристап, без некој аналитички пристап и што е најважно што мене ме изненади исто така во континуитет, како се менуваа ставовите, така се пренесуваа, меѓутоа немаше обид тие ставови да се стават во еден контекст и да се види како самите партии не обстојува на тоа што го кажуваа на почетокот, пред да почне кампањата, доека траеше кампањата и после тоа. Едноставно, евроинтеграцијата како тема исчезна и се користеше само практично за домашната политичка агенда во државата.